и тоа нивно плескање кое што ни го кажуваат секојдневно преку ние скапо платени кампањи на социјалните медиуми каде што трошат, претпоставувам, рекетирани пари, бидејќи ги нема никаде на извештаите од министерствата и институциите тие средства кои што се наменети за спонзорирани објави од страна на раководството на СДСМ, не ми останува ништо друго освен да заклучам дека тоа е дел од оние рекетирани куфер пари кои што ги собираат ширум Македонија, па ни ја продаваат онаа теза дека сме плескале, дека во државата било се идеално и така натаму. Еве, се надевам и од овдека од Битола, од местото од каде што ја започнуваме оваа наша кампања наречена Обнова за Македонија, да ги повикам да се охрабрат, да се осмелат, да се соочат со народот, да излезат помеѓу народот, да видат дали навистина блескаме или единствено нешто што блеска се само куфер политиките, а рамилукот, срамот кој што го донесува на Македонија и на граѓаните на Македонија, да се охрабрат, конечно еднашка да излезат од тие дебели кожни фотели и да престанат да ги газат оние црвени дебели пенсионски килими и да распишат предвремени избори, па да видиме дали политиките на Зоран Заев и СДСМ блескаат или блеска незадоволството на народот. За мене, почитувани битолчани, представува огромна чест и задоволство да се обратам пред вас и да го означам почетокот на нашата кампања Обнова за Македонија. Основната цел, ќе ми дозволите во неколку реченици да ја презентирам пред вас, основната цел ќе биде да преку вашите изјаснувања кои се реалните проблеми на граѓаните, да ја напишеме заеднички следната предизборна програма која што ќе биде дел од предизборната кампања на ВМРО-ДПМН и коалицијата која што ќе ја предводи ВМРО-ДПМН. Истата ќе биде поделена во два дела. Првиот дел, за прв пат во овие 28 години независност на Македонија ќе се обидеме да имаме интерактивна програма каде што ќе дадеме и ќе понудиме решенија за реалните проблеми на граѓаните, а не оние замислените. Затоа што не секогаш проблемите се решаваат со пари, туку некога се решаваат со многу работа, волја и политики. Тоа беше нашиот главен мотив и нашата инспирација да првиот дел од нашата програма го напишете токму вие, граѓаните на Република Македонија. Денеска сме овде во Битола, тука очекуваме да заедно со вас ја напишеме онаа страница или оние страници кои што ќе бидат наменети овдека за битолчани. А вториот дел ќе биде оној стратешкиот дел кој што го пишуваме и веќе ги имаме главните контури, а тоа е оној дел кој што ќе биде наменет за стратешките проекти кои што го работиме заедно со партиските комисии, со голем број експерти од Македонија, но и од странство, но и од македонската диаспора придонесуваат, морам да кажам, несебично. Тука се и телата во партијата, извршниот централниот комитет, општинските комитети, униите на ветерани, униите на жени, униите на млади сили. И практично целта наша е не да добиеме на страници, туку да добиеме на квалитет, но квалитетот да го збогатите вие со вашите предлози и со она што всушност вистински представува проблем на битолчани во случајот или на граѓаните на Република Македонија. А ние потоа преку политики дадеме кратки, концизни и јасни одговори на тоа што можеме веднаш да го испорачаме во првите 100 дена, на тоа што можеме да го испорачаме во целиот мандат, на тоа што не можеме да го испорачаме, треба честно и честито да кажеме дека не можеме да го испорачаме поради тие причини, или пак тоа што ќе ни е потребно да го испорачаме во годините кои што следат. Јас знам дека ова е еден поинаков пристап кој што досега можеби бил поинаку спроведен преку идеи. Ние нема да собираме идеи, туку сакаме да ги слушнеме граѓаните и да ги слушнеме и прочитаме проблемите, иако за најголемиот дел од тие проблеми сме свесни и за најголемиот дел од тие проблеми ги знаеме и ги чувствуваме на нас самите, но се надевам дека
тоа што ќе го добиеме како навигација од вас, ќе добие соодветно место во нашата програма и соодветен одговор од нас на тие проблеми. Јас сум свесен дека сето ова од страна на нашиот политички противник ќе биде дочекано со реминисценција на минатото, со повикување на ова, со повикување на она и така натаму. Но нашата главна цел е за прв пат во овие 28 години самостојна, независна, суверена држава Република Македонија да заедно со граѓаните направиме нешто за кое што ќе го заслужиме нашето место во историјата. Ја имаме сите ние таа можност, бидејќи овие кои што ветија живот пред неколку години, рачунајќи го денешниот ден, ни донесоа срам, понижувања, арамилук, плячка и сето она кое што не требаше да го донесат. Јас не би одел во понатамошни квалификации. Јас навистина се срамам со тоа што денеска е политика и политичка реалност која што го предводи владата предводена од СДСМ и Зоран Заев. Но вие сите заедно со нас ќе имате можност во овие месеци кампања, пред кампања, а потоа и на изборите, повторно ќе кажам и ќе ги замолам еве овдека од Битола да се охрабрат и да распишат предвремени парламентарни избори, да се соочиме со граѓаните, да видиме што всушност имаат граѓаните да кажат за еве веќе трета година влада во Република Македонија предводена од Зоран Заев и СДСМ. Нема никаде економски параметри кои што ги ветуваа, нема никаде 500 евра просек плата. Гледаме сите оние кои што ќе ги трошат вашите пари за да ги легализираат црните пари кои што им ги плаќаат на нивните работници во нивните фирми. Гледате вице-премиерот во неговата фабрика, просекот плата е 260 евра, просек плата кај новата министерка за финансии дури и под таа сума. Гледате какви се просечните плати во компаниите на кланот Заеви, далеку со 500 евра, па затоа се потребни сега по 40 на милиони евра ваши пари да ги легализираме оние кои што ни во толико црни пари, а кои што предпоставувам се дел од рекетот што го прават овие рани ширу Македонија им ги даваат на вработените. Тоа е единственото нешто што го испорача во економијата, а тоа е како да го покријат сопствениот срам и злодела кои што ги прават преку легализирање на тие пари, а ние да им ги платиме. Не они да платат даноци на државата, туку ние да им ги платиме тие пари. Нема 100.000 денари плата просечна за докторите, но затоа гледаме дека секојдневно имаме по некој доктор или некој дел од медицинскиот персонал кој што ја напушта Македонија и се сели надвор, а бога ми гледаме голем дел од нив кои што дневно се дочекани со понекоја шлаканица, со понекоја тупаница, со понекоја навреда. Ете тоа се реформите во здравството, тоа е она која што кога не крадат и кога не барат провизии, слушнавме во аферата Река 2, се случува во нашето здравство. Понекоја тупаница ги пречекува нашите доктори, понекоја шлаканица, понекоја навреда, нашите доктори ги пречекува од страна на луѓето кои што денеска се чувствуваат комотни да тоа го прават и да поминат, замислете неказнети. Основната реформа во здравството е практично како да ги испразниме нашите болници со тоа што нашите лекари, медицинскиот персонал ја напуштаат Македонија и се селат, а она што останало во Македонија и што собрало храброст да остане во Македонија да биде дочекано со понекоја шлаканица, со понекоја навреда. И секако тука се дебелите провизии од тендерите, се разбира тука е плячката на векот, онај неуспешен сега за сега тендер кој што се обидува да го распишат за клиничкиот центар во Скопје. Се разбира за Битола нема ништо, нити пак шајка немаат заденато дека во делот на здравството. Во делот на образованието истовремено би сакал да кажам дека веќе трета година гледаме како луѓето ја напуштаат Македонија, пред се младите луѓе, веднаш после високото образование, нема ниту Р од реформите кои што ги ветуваа,
Немаме универзитет ни меѓу 500, нити меѓу 1000 според Шангајската листа. Гледаме дека немаме ни универзитет меѓу 3000 според Шангајската листа, а ветуваа дека имаме реформи, дека имаме достоинствено образование. Се сеќавате на онаа младинска гаранција, се сеќавате на реновираните ветувањата за реновирани студентски домови, па изградба на студентски градови. Од сето тоа апсолутно нема ништо, веќе трета година поред. За стопанствениците да не зборувам, таму единственото нешто што како реформа го направија зголемените даноци кои што ги воведоа од 1 јануари 2019 година, па голем дел од предприемачите, стопанствениците својот бизнис го селат во околните држави. Зошто? Затоа што таму наоѓаат поволна почва за стопанисување наместо во Македонија. Тоа е најизразено во најдоходовниот IT сектор, компјутерската технологија. Најголемиот дел од компаниите ја напуштија Македонија и отворија своји компании во соседните земји. За пензионерите единствената реформа која што ја спроведува, ќе потсетам, ветуваа многу зголемени пензии, ветуваа достоинствен пензионерски живот. Единствената реформа која што ја спроведува е да го нивелираат законот онака како што нив им одговара за исплата на пензиите и како резултат на тоа нивелирање вие имате денеска покачена пензија од цели 36 денари. Во економијата исто така би сакал да кажам една реформа врз основа на која што ја темелеа својата голема лага, а тоа беше мој ДДВ, кога велеа дека ќе ги враќаат парите кај граѓаните, па спомнуваа десетици милиони евра дека ќе врателе кај граѓаните, а видовте дека за еден квартал откако е започната оваа мерка, секој граѓанин во Република Македонија се офајдил, замислете, по дури 1 евро. Од тоа кое што успеале они да му го донесат преку оваа мерка. Ветуваа 500 километри автопат, им требаше речиси 3 години од како се власти оној готов автопат кој што го имаат од Миладиновци до Штип да го пуштат. Ветуваа експресни патишта, е единствениот експресен пат кој што како така врвија, кој што го наследија оној пат од Штип до Радовиш, бидејќи тоа блиску гравитира до онаму каде што гравитираат компаниите на семејството, па тој некако се работи. А додека овој овдека кој што треба да не донесе до Битол, оној експресен автопат од Росуман, експресен пат, се извинувам, од Росуман до Прилеп, ни трага ни глас. Слушнавте дека изведувачот шпанската компанија Рубау се спакува, напушти и ја тужи Македонија за десетици милиони евра оштета, некаде се појавија 10 милиони, некаде 100 милиони. Еве, ќе почекаме министерот за транспорт и врски господин Сугаревски или оној Китанов, кој што е директор на јавното предпријатие за државни патишта, да им одговорат на граѓаните каде ги потрошија нивните пари, парите на граѓаните, бидејќи ние сме тие кои што тие кредити, тие патишта еден ден ќе треба да ги вратат и да ги платат, а не они. Значи име сега комот на фотелјата, не гледаат дека за неколку месеци од сега ќе треба да се соочат со сите овие злодели и неправди кои што ги прават пред законот. И ќе треба да објаснат на друго место зошто ова се случило и кои се причините овие луѓе да напуштат Македонија и да бараат оштета која што ќе треба вие сите да ја плаќате. Не треба они да ја плаќат, туку вие сите треба да ја плаќате. Тоа се дел од реформите кои што овие луѓе ги направија во Република Македонија. Понатаму се обидоа да ни кажуваат дека ќе имало правда за секого, дека немало правда, немало мир и така натаму. Се сеќавате на оние прозаични слогани кога шетаа по улиците широм Македонија, така наречените припадници на шарената револуција во тоа време, поддржувачи на Зоран Заев, членовите и активистите на СДСМ, ни ветуваа правда, ни ветуваа мир, а видовте што донесоа? Донесоа куфер судство, донесоа обвинители, суди кои што се длабоко со рацете во криминал и во медот фатени. И замислете, крајот на тоа дело, ова рускоско обвинителство, познато во јавноста како Рекет 1, го заврши пред некој ден и замислете само тројца осумничени имаме кои што го направиле се тоа, го осмислиле и прибрале милиони евра. Замислите, овие тројца се собрале, направиле план и тој план на крај резултирал со неколку
Луи Вуитон торби кои што биле полни со милиони евра. А при тоа заборавија да го споменат и Кики, заборавија да го споменат и Фрики, заборавија да го споменат и Зоки Поки и останатите кои што пак во оној меѓународен сојуз им доделуваат титули како подпредседатели, како членови на управни одбори, како велико достоинственици кои што често пати па дури и на гитара и музицираа во кафански веселби и така натаму. Заборавија на нив. Нив ги нема, тие биле невини. Замислете Бојан Јовановски, заедно со ној Зоран Милевски и на крај господјата Катица Јанева, која што требаше да биде столбот на правдата, се тие кои што ова го осмислија, тие кои што ова го спроведоа и тие се тие кои што се виновни. А сите овие останати, кои што овие 3 години едва и чекаа по некоја минута за да се сликаат со нив, да им отпеат некоја песна на гитара, го видовме поранешниот генерален секретар на СДСМ, како веднаш после давањето на исказ во судот дека само во една прилика се видел со господин Бојан Јовановски, излезе на социјалните медиуми слика како ово истиот на гитара му музицира во еден ресторан, во една весела, опуштена атмосфера на Бојан Јовановски. Па тој човек, првата работа што ја направи во моментот кога излезе од судот, од обвинителството, се извинувам за да даде исказ, беше лага. Замислете што дал тој како исказ и замислете која е вистината која што тие луѓе овдека сакаат да ни ја продадат. Па потоа ќе речат обвинителството реагирало, правда за секого, вината ја лоцираат околу тие луѓе и така натаму. Додека ја лажат јавноста, Зоран Заев ке си ги собере неговите малкумина послушници, бидејќи малкумина остана, и во моменти на безидејност ќе им лиферува една анкета во која што ќе каже не се грижете и покрај се ова што направивме, добро ни оди, водиме. Видовте вчера анкетите ќе ги видите и во периодот кој што следи, но вистинската анкета никако не сакаат да ја слушнат и да ја видат и да ја спроведат. А таа анкета најточна е кога ќе се охрабри и кога ќе се соочи со народот, а тоа е на предвремени парламентарни избори. Ете, таа анкета тој не сакал да ја види. Зошто? Затоа што сега ќе ни тргнало, економијата одела напред и економските параметри ни оделе во нагорна линија. А каква е вистината? Вистината е јасна. Помалку пари имаме во буџетот, затоа што нема кој да плаќа даноци, затоа што на стопанството лошо моди. Помалку имаме вработени во индустријата, затоа што на индустријата лошо оди, затоа што индустријата ни е во колапс. Помалку пари има кај граѓаните и затоа помалку тие трошат и затоа помалку данок на додадена вредност собираат во буџетот. Помалку пари имаат во буџетот затоа што немаат приходи, немаат добивка компаниите и нема кој да плаќа данок за таа добивка. Целокупните политики, нови арамии на власт се само како да направат за ним и за блиските до ним да им биде добро. Токму тоа е причината да ние тргнеме од сега по улиците, по булеварите, по домовите на нашите сограѓани и да им ја раскажеме нашата приказна, која што заедно со нив сакаме да ја пишуваме во нашата предизборна програма, а потоа тоа што ќе го напишеме и да го спроведеме откако ќе ја добиеме довербата од граѓаните, и тоа ќе бидат политики на идната влада. Оваа генерација нема право на грешка и оваа генерација македонци, граѓани на Република Македонија, нема право да погреши, затоа што се плашам дека некој следен ќе нема нити таков луксус, нити таква можност за дополнително да греши и да прави експерименти. Овој пат мора одлучно, како што во еден Черчилов стих ќе каже, крв, пот и солзи ќе треба секој од нас да лее, за да ја обновиме Македонија, за да ја направиме достоинствено место за живење. Тоа им го должиме на генерациите пред нас, но тоа им го должиме и на генерациите кои што доаѓаат после нас.
Prvo što treba da napravime, nula tolerancija za kriminalot i korupcijata. Prvo što treba da napravimo. Bez razlika od kade dođa, da li to go napravil nekoj koji što je politički opredelen, del od opozicijata ili od vlasta, bez razlika da li je nekoj politički neopredelen, bez razlika da li je Makedonec, Albanec, Turčin, Rom, Vlah, Srbin, Bošnjak i така натаму да ми простат останатите што не ги спомнат. Без разлика кој го сторил криминалот, од прв до последен треба да одговараат. И нека не мислат дека ќе застанеме на тоа што ќе го каже Рускоска, предпоставувам дека Акмисот предметот ќе го додели на Кацарска. Сето ова ќе го отвориме и ќе одговараат од прв до последен, ама последен ќе биде главата на октоподот. А се знае која е главата на октоподот. Ова Боки, Зоки и Катица не можат сами да го направат. Се знае кој ги храбрил, кој го осмислил сето тоа и кој им давал поддршка цело време. Тоа е главата на октоподот. Нека не мислат и нека не се надеваат дека ова рускоско обвинителство и кацарска судство ќе ги амнестира. Од прв до последен ќе одговара. Ќе одговара сите оние кои што направиле криминал, сите оние кои што се осрамиле пред граѓаните. Сите ќе одговараат, затоа што народот изгуби доверба, затоа што народот се чувствува безпомошен, затоа што народот нема доверба ниту во судството, ниту во обвинителството. Народот нема доверба ниту во политичките партии, затоа што гледаат дека политичките партии заедно со судиите и обвинителите соработуваат само за своите интереси. Нема правда и тоа е она што ги деморализира луѓето и ги тера да емигрираат од Македонија. Македонија ни се празни затоа што луѓето изгубија надеж и не веруваат дека неправдата ќе биде казната, туку напротив, се казнуваат оние кои што се праведни, а се наградуваат оние кои што се неправедни. Тоа е она што го боли овој народ. Правда за секого и правдина мора да се врати во Република Македонија, без влијание на политичари и политички елити. Нема неказнети, не постои политички заштитена каста која што треба да биде неказнета. Секој пред законот треба да одговара. Мора да ја вратиме вербата кај граѓаните и кај луѓето дека закон има, законот мора да се почитува и законот мора да се спроведува. На тој начин сите оние кои што изгубија верба и кои што ја напуштија Македонија ќе ни се вратат назад. Тогаш ќе и тргне и на економијата. Тогаш ќе додат и странски инвеститори, ќе има повеќе работни места, ќе имаме поквалитетно здравство, затоа што ќе има повеќе пари за даноци, ќе имаме поквалитетно земјоделие и поголеми субвенции, затоа што ќе имаме полн буџет, ќе имаме поквалитетно образование, затоа што ќе имаме повисоки стипендии и плати за вработените во образованието, ќе имаме достоинствени пензионери, бидејќи ќе имаат достоинствени пензии од полн пензиски фонд. А денеска што ни се случува? Луѓето ја напуштаат Македонија разочарани затоа што нема право и правдина. Гледаат дека останува неправдата неказнета. Тоа е еден од основните принципи кои што ќе биде дел од нашата кампања Обнова за Македонија. Безусловна правда и почитување на законите и уставот. Без овој принцип нема понатаму. Последниот стол на кој што ќе се темели ова наша предкампања Обнова на Македонија, покрај економијата, покрај здравството, покрај образованието, покрај достоинство за нашите пензионери, покрај вистински услови за водење бизнис во државата, покрај сето ова кое што го зборував до сега, ќе биде и враќање
на националното достоинство и враќање на националната гордост. Народот заборави да си ја сака државата. Мора да сме горди затоа што сме македонци, родени во Македонија, и дека Македонија треба да ни биде пред и над се. Секој кој мисли дека некој друг ќе ја заштити неговата земја, секој кој што мисли дека некој друг ќе се избори за него, се лаже. Треба секој од нас да си го постави прашањето: што можам јас да направам за неа, а не што може таа да направи за мене. Враќање на националното достоинство и љубовта, родолюбието и патриотизмот кон сопствената земја, без разлика на етничката припадност, без разлика на верската припадност. Тука сме се родиле, тука сме пораснале, тука сме се радувале, тука сме тагувале и сето тоа и го должиме на оваа земја, Република Македонија. И тоа мора да го почитуваме. И не се ова емотивни изливи на патриотизам. Ова е она кое што треба секој еден човек да го има во себе. Без разлика што работи, каде работи. Дали е во културата, дали е бизнисмен, дали е во јавната администрација и државниот сектор, дали е земјоделец, дали е невработен, млад, пензионер, стар, машко, женско. Тоа е она кое што треба на сите нас да ни биде водилка од сега па натаму. Родолюбие и љубовта кон татковината. А се останато, доколку ова го има, ќе си дојде, ќе бидеме мотивирани и да работиме повеќе, и да твориме повеќе, но најважно, ако си ја сакаме државата, во се ќе успееме. Затоа безусловна љубов, родолюбие и патриотизам кон сопствената држава. И не ве прави ова ретроградни, и не ве прави ова регресивни, напротив, тоа ве прави прогресивни. Слушнавме говор на еден од најголемите државници во светот, господин Трамп, кој што рече: иднината им припаѓа на патриотите. И тоа не треба никој да го заборави. Патриотизмот, родолюбието и љубовта кон сопствената држава треба да ни се водилка во се. Од овде од Битола да покажеме и да се обврземе како Битола да биде културен центар во Македонија. Како Битола да го направиме универзитетски центар. Како Битола да го направиме тигар, економски тигар во Македонија. Како Битола да го вратиме онаму каде што му е местото во спортот. Да луѓето на Тумбекафе ги вратиме на трибините, но на реновираниот Тумбекафе. Да изградиме спортска сала, да изградиме базен, да го вратиме ракометот, да вратиме достоинствената кошарка, да ги вратиме битолчани на малските клупи и на малските игралишта. Тоа е она кое што е нашата визија за Битола, тоа е она за кое што се обврзуваме денеска на почетокот од оваа наша кампања за обнова за Македонија. Ве молам, напишете, сугерирајте, советувајте ме, кажете ни како треба. Тука сме, ние сакаме да бидеме политичари, слуги на народот, а не политичари кои што ќе владеат со народот, туку заедно со народот и да му служат на народот. Бидејќи народот нас не плаќа и тоа е нашата цел и тоа е почетокот на оваа кампања. Да го вратиме сјајот на Пелистер, да го изградиме тој толку очекуван зимски туристички центар, да го направиме центар на туризмот Битола на Балканот. Тоа е она кое што е нашата визија. Не верувам дека се ќе постигнеме во еден мандат, тоа е невозможно. Но ветувам дека се од ова што денеска го зборам, ако ништо друго ќе го започнеме и дел во зависност од динамиката која што ја зборувам сега и ќе го реализираме. Нема да ветуваме нешто што не можеме да го направиме. Тоа што ќе го ветиме
и ќе кажеме за колку време можеме да го испорачаме. Тоа што не можеме, ќе кажеме не можеме поради тие и тие причини. Затоа сосема на крај, почитувани битолчани, ќе ми дозволите да ви се заблагодарам за вашето присуство и на тие што се симпатизери и поддржувачи на ВМРО ДПМН и на коалицијата за подобра Македонија, но и оние граѓани кои што се политички неопределени, но и оние кои што се дел од поддржувачите на нашиот политички противник, а денеска се овдека со нас или кои што поминаа денеска овдека со нас. Да ви се заблагодарам што одвоивте дел од вашето време да поминете, да сугерирате, да го кажете вашиот проблем. Заедно со нас да ја моделирате идната програма на коалицијата предводена од ВМРО ДПМН, која што ќе биде и програма на владата. Затоа што само така ќе можеме да имаме успех и само така ќе можеме да го вратиме достоинството на Македонија. Ние нема да ветуваме живот како вие кои што донесоа пекол, срам и аламнук. Тоа што ќе го ветиме е пот, крв и солзи и обнова на Македонија. Обнова на сето она кое што тие го уништија. Уште еднаш као срце ви благодарам и ве молам, дајте и шанса на генерацијата која што не ветува чуда, на генерацијата која што сака да биде ваш слуга, слуга на народот и кој што заедно со вас може да покаже дека Македонија можела поинаку и дека Македонија има капацитет за поинаку од ова темнино кое што денеска е секој неве. Ви благодарам да сте ми здрави и живи и да ни е богата и просперитетна Битола и Република Македонија. Ви благодарам.